Уставните измени се прифатени уште пред 2 години, се сеќавате, во периодот кога во игра беа други услови, условно кажано, од резолуцијата од Бугарското собрание, во однос што треба нели да се исполни, и во даден момент нели се рече па добро, сега ќе биде влезот на бугарите во уставот, и реакцијата на сите политички партии беше кај нас нема проблем. Дали беше опозиција, дали беше власт, дали беше председател на држава, тоа не беше се уште станато, се разбира, формален услов и не беше влезено во преговарачката рамка, меѓутоа во моментот кога тоа не беше обврзувачки, јас тоа го велам, немаше никој проблем. Во оној момент кога стана обврзувачки, наеднаш стана голем проблем. Јас мислам дека со уставните измени буквално се купува време, и како што практично тоа е една стара политичка пракса во кај нас изминативе 30 на години, на купување време и на трошење на нашето време на граѓаните на нешто што е неизбежно да се случи. Тоа купување време за мене доби некакви си безсмислени, како се вели, безсмислени форми, еве така да кажам. Помина скоро година и 3-4 месеци, речиси година и пол од усвојувањето на преговарачката рамка, и јас уште тогаш напишав дека во моментот кога ќе се усвои преговарачката рамка, единствено ние може да се блокираме. Нас веќе никој не може да не блокира и никој да ни стави вето, и сега таа реторика се употребува после година дена, иако ништо не се направи веднаш, значи во моментот да се стави фокус на уставните измени. Знаете, не е само да се направат уставните измени, туку вие кога ја дефокусирате јавноста и вадите 1001 друга тема и при тоа ја скандализирате, значи ги влошувате само односите кон Република Бугарија, и во моментот вие кога ќе ги направите, ги правите веќе со голема штета веќе направено. Што сакам да кажам? Значи, они знаат, сите знаат, политички елити, дека е тоа неизбежно и дека геополитичката ситуација практично е таква што нема, условно кажано, да ни биде дозволено до тој степен да се заиграме. Впрочем, и никој нема проблем во таја смисла, никој не ни размислува во смисла дали треба или не треба, туку како да се блокира или да не се блокира. Меѓутоа, штетата што се прави за мене е застрашувачка, затоа што и повторно кога ќе се направи, ќе биде дека и тоа сме го направиле ние тоа по диктат, со сила, за нас важело нешто специјално, значи да, они знаат дека ќе го направат, меѓутоа ќе го купат максималното време и ќе ја направат најголемата штета по македонското општество, која ќе треба после да се исправува години што следат. Така што се формираше комисија која апсолутно немаше потреба. Се собраа не знам колку членови, а сето тоа се заврши во еден ден, се достави, затоа што се знаеше, веднаш се знаеше како може, во преамбулата се знае како фигурираат сите, односно како фигурираат делови на народ, така се сега во македонскиот устав, и дека тоа се пресликува во уште 2 члена. Членот за комитетот за односи меѓу заедниците која постои во собранието и кој се разбира со влегувањето на сите бугари, хрвати кои се ќе влезе како дел од народ, и во однос на диаспората, односно македонски граѓани кои ќе живеат или би живееле надвор, значи грижата за диаспората. Така што не е проблем влегувањето на бугарите во уставот во таа смисла, тоа ќе се случи. Цената по која ќе се случи сега, нели имаме ни актуелна дебата овдека дали тоа се случува по цена на некаква си амнестија и слично. Или не, и кој практично ги обезбедува, еве така да кажам, иако тоа е за мене погрден назив, пратениците би требало да гласаат по сопствена волја, затоа што тоа нели го гарантира уставот, законот и така натаму, и ако ја следите таа дебата, она што го прави на пример председателот на ВМРО ДПМН е година дена наназад врши невиден притисок врз сопствените пратеници, бидејќи не во овој состав на собрание, не ово, тој практично го суспендира, го невозможува изјаснувањето на пратениците, што е практично упад во законодавната власт, а поддршката се добива со тоа што овој процес се влече во бесконечност, би се рекла, меѓутоа и таа бесконечност мора да заврши. Уставните измени ќе се случат со веќе нанесена штета, ќе се случат со влошени односи кон Бугарија, ќе се случат дека ние веќе тоа сме го направиле со сила. И она што за мене е следно што го прават сега политичките елити, тоа прераспределување, бидејќи ние следната година ќе имаме и парламентарни председателски избори. Значи, блокиравме што блокиравме, ги успоривме што ги успоривме евроинтеграциите, а сега кој ќе ги превземе преговорите и кој ќе има контролата над
процесите. Тоа е она што се случува според мене сега на политичката сцена и тоа калкулирање со кога ќе се случат уставните измени, иако во меѓувреме се разбира секогаш ще чека да се случи нешто, не знам што, по можност нешто катастрофично, за да ако може и таа обврска да избегнеме, мала шега се разбира. Меѓутоа максимално се пролонгираше времето, ќе се пролонгира рокот за завршетокот на скринингот е ноември, иако се претпоставувам дека нашите политички елити играат и на картите на изборите следната година во телата на Европската Унија, па и изборите во Соединетите Американски држави. Претпоставувам дека чекаме да падне интересот за Северна Македонија. Тоа нема да се случи, јас мислам. Мислам дека ќе се случат уставните измени, би требало да се случат до крајот на оваа година и потоа следи еден процес на сериозни реформи во македонското општество.